Семејството на 41-годишната Беровчанка, која пред еден месец почина на инфективното одделение во Штип, се уште го чека извештајот од лекарската комора. Велат жалосно и по толку време официјално да не знаат како починала нивната мајка и сопруга. Се надеваат дека комисијата реално ја има разгледана состојбата. Какви чекори ќе преземе семејството, ќе зависи од она што пишува во извештајот. Помина цел месец и со оглед на тоа што имаше иницијатива за разрешување на случајот, сите чекаме решение. И во ред, ниту јас се брзам да слушнам одговор, ниту моето семејство, бидејќи со тоа и без тој одговор ние ќе продолжиме да бидеме без мајка ми, но искрено се надевам дека одговорот нема да биде резултатот е целосно различен од состојбата посочена од страна на семејството. Извештајот од стручниот надзор направен од лекарската комора е готов. Во текот на денот ќе биде доставен до министерот кој откако ќе го разгледа, ќе го презентира пред јавноста. Но смртта на 41-годишната Беровчанка не е единствен случај на кој работи лекарската комора. Стручен надзор се прави за уште 7 случаи. 2 од нив се веќе готови. Се доцни со извештаите бидејќи докторите се преоптеретени, се правда министерот Филипче. Тоа се истите колеги, интернисти, понатаму гинеколози кои што се вклучени во работа со ковид пациенти и навистина преоптеретени. Така да разбирам зашто им треба малку повеќе време да ги направат овие извештаи. Случајот со смртта на 41-годишната Беровчанка излезе на виделина, откако незината ќерка на социјалните мрежи објави листа на повици, од кои се гледа како безуспешни се повиците на незината мајка за да добие кислород. Со транспаренти барајќи одговор за смртта на 41-годишната жена, министерот за здравство го дочека и од опозицијата, кој наместо на главниот влез до модуларната болница стигна по друг пат.